Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Ова се настаните на денот. Започнуваме веднаш. Гледајте не. Кинески и корејски фирми заинтересирани за влез во индустријската зона Црвени брегови. Изборната програма на ВМРО-ДПМН ќе ги содржи и предлозите кои неготинци ги дадоа денес. За ВМРО-ДПМН е нејасно зошто советниците на СДСМ не ја поддржаа општинската програма за локален економски развој. Идејата за федерализација на Македонија пред избори повторно се актуализира. Осуда на идеите за федерализација на Македонија стигнува и од граѓаните од Вардарскиот регион. И овој пат пред избори, идејата за федерализација на Македонија повторно се актуализира. Она што сега е поразлично е се појасното говорење на оваа тема од страна на опозицијата. Идејата за федерализација на државата е неприфатлива за граѓаните. Според нив, малцинствата во Македонија ги уживаат сите права, а тие им се загарантирани и со Охридскиот договор. Од премиерот Никола Груевски бараат зачувување на актуелниот поредок. Само напред и не да им непријател од македонската земја да уништи. Оти ние имаме многу непријатели. Наши непријатели. Тоа е вистина, пред вистината и боговите молчат. Осуда на идеите за федерализација на Македонија стигнува и од граѓаните од Вардарскиот регион. Велат се работи за многу опасни и загрижувачки тези со кои се поткопуваат темелите на државата. Граѓани уплачени сме преди се. Тоа не би требало да дозволи нашите политичари. Треба малку подлабоко да размислат за тие работи. Тоа е страшно нешто што се случи. Фактички ја губиме Македонија. Тоа сум против тоа. Не. Само македонскиот да биде. Ја по моја мисли не треба да се донесе. Бидејќи македонски да си останува како у други држави тоа го нема. Сега да се донесе, мислам, друг јазик да зборува, за мене ја не го прифаќам тоа од моја страна. Сега не да навредувам, али ми се чини дека не треба. Ја мислам така, сега други што ќе кажат, нека кажат. Неодамна порталот mkd.mk објави статија под наслов "Во декември барање за нов рамков и федерализација на Македонија". Порталот пренесува делови од анализа која е изработил Европскиот институт за мир. Истата содржи препораки за уставни и законски измени. mkd.mk пишува дека главна тема на анализата е законот за јазици. Според препораките на целата територија на Република Македонија, како официјален јазик се препорачува македонскиот и албанскиот. Кинески и корејски фирми заинтересирани за влез во индустријската зона Црвени брегови. Ова е доказ за економскиот просперитет кој го следи општина Неготино и уште еднаш го потврдува фактот зашто оваа општина има најниска стапка на невработеност. За една година треба да заврши изградбата на производствените капацитети во индустријската зона Црвени брегови во Неготино. Сопственикот Илија Гечев на денот на официјалното отпочнување на градба на првиот од 17 објекти најави дека планира овој простор да го претвори во голема продавница, каде ќе се спојуваат делови кои ќе пристигнуваат на Солунското пристаниште. Компании од Кина и Кореја пројавиле интерес за браунфилд инвестиции во Црвени брегови. За Неготино е многу битно дека ќе има тука врвозување, сигурност на работа, уште во времето на градење и мислиме дека у наредниот период ќе следува уште една голема инвестиција во Неготино. Секоја нова инвестиција значи потврда за добрите владини економски политики и придвижување на понудата и побарувачката, вели премиерот Никола Груевски. Сите изминати години покажаа дека работата си носи резултати. Вложуваме навистина многу напори да убедиме што повеќе компании да инвестираат во Македонија. И како резултат на тоа, бројот на нови фабрики секојдневно расте. Регионот на Неготино и Кавадарци е можеби еден од регионите каде најдиректно се осетија придобивките од ваквата наша работа. Дрексел Мајер е типичен пример за тоа. Оваа фабрика вработи голем број на жители од Неготино, Кавадарци и од околните места и осетно ја намали невработеноста во овој регион. Неготино е една од водечките општини во Македонија по бројот на невработени. Покрај ова работиме на дооформување на индустријската зона Дуброво Тремник на површина од 85 хектари, каде што е предвидена изградба на стопански капацитети од Г2, лесна и незагадувачка индустрија, во кој исто така работа ќе најдат голем број невработени лица.
а токму тоа е нашата цел. Бројот на невработени во општина Неготино, кој патем речено е на најниско ниво од 2006 година, да го сведеме на минимум, а доколку биде потребно, ќе биде ангажирана квалификувана работна сила и од соседните општини. Посакувам многу среќа на стартот на работите во индустријската сезона и нека се множат ново изградени капацитети во кои ќе работат голем број граѓани и ќе обезбедуваат својата екзистенција. Атрактивноста на индустријската зона Црвени брегови е причина сегашните 30 хектари наскоро да бидат двојно зголемени. Временските услови придонесуваат за привршување на есенската сеидба. Земјоделците задоволни велат промената на времето следната недела ќе придонесе за подобрување на состојбата на подоц на посеаните површини. Одличните временски услови значително придонесуваат за привршување на есенската сеидба. Земјоделците го искористија убавото време за да насеат поголеми површини, а веќе поникнатите жита имаат добар развој од 3 до 4 листа. Во овој период од годината површинската влага е намалена, додека пак одредени региони имаат потреба и од дополнителна влажност за нормално поникнување. Минималните утрински температури немаат негативно влијание за есенската сеидба. Оваа недела се очекува промена на временската состојба со постепено заладување и повремен дожд, што ќе придонесе да се подобри состојбата со поникнувањето на подоц на посеаните површини. Локалниот економски развој на Велес во 2016 година го одбележа уредувањето на новата индустријска зона Мамутчево, вели советникот Нада Трајкова. И покрај обемните проекти во програмата за развој на Велес, за Трајкова е нејасно зошто советниците од СДСМ гласаа против. Фокусот во 2016 година, кога станува збор за локалниот економски развој, општина Велес го става на финализација на уредувањето на новата индустријска зона Мамутчево, вели советникот Наде Трајкова. Со изгласување на предлог програмата, Трајкова нагласува дека паралелно ќе се реализираат проекти за развојот на руралната економија, преку подобрување на инфраструктурата во велешките села, развој на туризмот преку инвестициски зафати на пешачката патека околу езерото Младост, имплементација на проекти за енергетска ефикасност во јавните установи и зајакнување на административните капацитети на општината за пристап до домашни и меѓународни фондови. Имплементација на 3 проекти за кои општина Велес доби поддршка од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој во вкупна вредност од 30.200.000 денари. Тоа се: изградба на водовод во населено место Чалошево, за што се обезбедени 18.900.000 денари. Изградба на улици во село Иванковци, проект поддржан со 5.450.000 денари. Изградба на урбана опрема околу езерото Младост, кој ќе се реализира со средства во висина од 5.850.000 денари. Преку проектот за подобрување на општинските услуги, финансирани од Меѓународната банка за обнова и развој и договорот за ЕУ-ИПА, финансиран со средства од ИПА пред пристапната помош на Европската Унија, Министерството за финансии ја поддржи општината со средства во износ од 9.103.700 денари. Овие средства ќе се искористат за изградба на улици во руралните населени места, односно во селата Мамутчево и Чалошево. Поддршка на втората фаза од проектот Тематска мрежа за одржлива енергија на прекуграничните локални власти Енерджинет со средства во износ од 7.952.000 денари. Имплементацијата на овој проект, со кој ќе се постават термоизолациони фасади на 5 објекти, односно клонови на детската градинка Димче Мирчев, стартуваше на 1 октомври 2015 година. Подготовка на документација за започнување на постапка за јавно-приватно партнерство и отпочнување на процедура за нов затворен пазар. И покрај ваквата обемна програма за локалниот економски развој за советничката група на ВМРО ДПМН, не е јасно зошто советниците на СДСМ гласаа против. Дали на овој начин со гласање против програма која директно има за цел да го подобри економскиот развој на општината, сакате да покажете колку ви е грижа за тоа? Зошто вашите политички интереси ги ставате во преден план? Овие прашања, господа од СДСМ, ќе мора да ги образложите, не толку нас, колку на граѓаните кои ви ја дале довербата. Зашто вашето гласање против е глас против нови работни места, против отварање на нови индустријски зони, против развој на руралната економија со подобрување на инфраструктурата во велешките села, против енергетската ефикасност на општината, против развој на туризмот.
Советниците на ВМРО ДПМН и во иднина ќе продолжат да работат во насока на подобрување на економската состојба во градот. Акцијата на Македонија и треба твојата идеја под мотото Верувај во својата идеја, заедно пишуваме иднина се одржа во Неготино. За градоначалникот Ванчо Апостолов ова е доста значајно, бидејќи ги отсликува реалните потреби и барања на граѓаните. Ден на идеи се одржа во центарот на општина Неготино. Акцијата на Македонија и треба твојата идеја се одржува под мотото Верувај во својата идеја, заедно пишуваме иднина. За градоначалникот на општина Неготино ваквите активности се особено значајни, затоа што ги отсликуваат реалните потреби и барања на граѓаните. Најразлични идеи произлегуваат и потекнуваат токму од нив од самите граѓани, како што знаеме, околу 15 проекти се имплементирани без да бидат ветени во програмата, и тоа се од сознанијата и од понудените решенија на самите граѓани на општина Неготино, и мислам дека таа пракса е добро да продолжи и на централно ниво. Граѓаните на општина Неготино со различни потреби и идеи. За години треба да се отвори некоја фирма за послување. Ја гледам дека кавадарци многу фирми се отворија и од Неготино и од Димир Капија одат на работа во кавадарци. А зошто овде не се отвори? Еве сега слушам дека индустријска зона и овде има отворено и треба да се отвори некоја фабрика и да се постуваат од Неготино, да не патуваат во кавадарци. Секогаш е добро кога ќе се слушна гласот на народот, што до сега е докажано и во пракса. Имаме неколку реформи и идеи кои што се земени и тие функционираат безпрекорно добро. У Неготино, значи, и поред тоа што има повечко се отварат предпријатија на трговија. Сите одат на трговија, нема производен капацитет некој. Значи вашата идеја да се направи фабрика што ќе произведува, а не трговија само. Сите идеи кои што ќе бидат собрани, а се реални и остварливи, ќе бидат вметнати во предизборната програма 2016-2020 на ВМРО ДПМНЕ. Водата во кавадаречките села содржи ешерихија коли, известуваат од Центарот за јавно здравје. Ова не е прва појава на бактерии во водата во овие села. Од Центарот за јавно здравје апелираат задолжително да се преврива водата за пиење. Пронајдена е ешерихија коли во водата за пиење од локалните водоводи во селата Чеморско, Бохула, Крлјево, Горна и Долна Бошава. Во мострите од вода земени од Центарот за јавно здравје Кавадарци информираат дека е регистрирано присуство на бактерии од фекално потекло, како и колиформни бактерии. Ваква појава не е забележана прв пат во овие кавадаречки села, изјавуваат од Центарот за јавно здравје Кавадарци. Последните резултати од земените мостри на вода за пиење од селските водоводи во така наречената Бошавија, односно село Бокула, село Чемерско, село Крњево, село Долна Бошава, Горна Бошава, водата бактериолошки е неисправна. Односно, има присуство на ешерихија коли и колиформни бактерии, кои се индикатори на кои покажуваат фекално загадување. Ова не е прв пат, вообичаено скоро секоја земена втора мостра, односно ние ги земаме преку еден месец, покажуваат оваква микробиолошка неисправност. Меѓутоа, бидејќи овие селски локални водоводи се оставени сами на себе, односно на местните заедници, тие немаат материјални средства за санација на овие водоводни објекти и водата скоро секогаш не е неисправна. Од Центарот за јавно здравје Кавадарци апелираат до сите граѓани задолжително да се преврива водата за пиење. Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Велес во неделата која помина го одбележа завршувањето на активностите на досега најголемата кампања за подигање на свеста за заштита на децата во сообраќајот, кој Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во соработка со партнерите ја реализираше во минатиот период. Овие денови Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Велес се приклучи кон чествувањето на 15 ноември, светскиот ден за сеќавање на жртвите
жртвите во сообраќајните незгоди. Го потенцираат големиот број над 1,2 милиони луѓе кои ширум светот годишно ги губат животите во сообраќајни незгоди. Болно е да се спомене дека и во Република Македонија во првите 9 месеци од годинава се случиле 100 сообраќајни незгоди, во кои животот го загубиле 113 лица, а 4684 се повредени. Во истиот период на патиштата во општина Велес се случиле 343 сообраќајни незгоди, во кои 5 лица го загубиле животот, а 117 биле повредени. Затоа во име на сите настрадани и нивните семејства ги повикуваат сите учесници во сообраќајот на доследно почитување на сообраќајните правила и прописи. Со цел намалување на сообраќајните инциденти, преку подигање на нивото на сообраќајната свест и одговорност, Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Велес во соработка со Општина Велес, Министерството за внатрешни работи Велес и други партнери ќе продолжи да ги поддржува кампањите на владата на Република Македонија и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и ќе организира активности со кои ќе ја подигне сообраќајната свест. 1264 повејци на телефонската линија Ало докторе во изминатава недела. Околу 1000 економски мигранти протестираат на македонско-грчката граница. Вестите од Македонија. Околу 1000 економски мигранти со протест го изразија незадоволството на меѓуграничниот простор на македонско-грчката граница кај Гевгелија, откако македонските власти почнаа да одбиваат да им дозволуваат влез на оние кои немаат документи. Повеќето од демонстрантите се од Либија, Мароко, Сомалија и Бангладеш. Македонија, по примерот од Србија, Хрватска и Словенија, пропушта само бегалци од места каде што има воен конфликт – Сирија, Авганистан и од Ирак. На овие протести постои голема опасност од избувнување судири меѓу самите бегалци, но и меѓу бегалците и силите за безбедност. И 1264 повици во изминатата недела се регистрирани на телефонската линија за медицински совет Ало докторе. Од 15 септември 2014 година, од кога почна да работи телефонската линија, до сега се регистрирани вкупно 63.200 повици. Линијата е достапна секој ден 24 часа, со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација во моментот на појава на различни симптоми на нарушување на здравието. За медицински совет достапни се вкупно 25 доктори. Повиците се од граѓани од сите градови на Македонија. Јавувањата се од различна симптоматологија, најчесто за главоболки, респираторни симптоми, покачена телесна температура, за сезонски вируси предизвикани од променливите временски услови карактеристични за овој период од годината и проблеми со покачен крвен притисок. Сите лица кои побарале медицински совет на телефонската линија Ало докторе им е дадена здравствена помош со совет и соодветна симптоматска терапија. ИСИС со нова закана и покрај забраната за собирање на масовни настани, протести во Париз за поддршка на бегалците. Ова се вестите од светот. Видео снимка на која се гледа како паѓа Ејфеловата кула поставија терористите од Исламска држава. Тие користеле снимки од холивудскиот филм G.I. Joe, Rise of the Cobra. Спотот е насловен Падот на Париз. Повеќето обраќања се сепак пораките кои се слушаат зад сликата и се чита прво на арапски, а потоа на француски. О французи, о европејци, Исламска држава дури и не започнала вистинска војна со вас. Откако вие почнавте војна против нас, ќе платите сега со најужасната цена. Вашите собствени синови да војуваат против вас, гласи пораката. И продолжува. Ние му носиме на Оланд и на Обама добри вести, поврзани со сите овие напади. Аллах одлучи ние да им одговориме со појаси со експлозиви и автомобили бомби. Видеото со последниот ултиматум доаѓа како продолжение на клиповите кои фанатиците ги пуштија пред неколку дена со закани за нови напади во врска со Вашингтон и Њу Јорк.
Танјунг јавува дека и покрај забраната за собирање во текот на вонредна состојба по терористичките напади во Париз, во судир со француската полиција дојдоа стотици демонстранти кои се собраа во знак на поддршка за бегалците. Откако специјалната полиција употреби бибер спреј и палки против демонстрантите, кои се опатија од Бастилја кон плоштадот на Републиката, протестот заврши. Од Russia Today информираат дека локалната полиција се заканила дека доколку собирот не се откаже, организаторите ќе добијат казна од 6 месеци затвор, која тие ја игнорираа. Собирот започнал кај Бастилја, а судирите со полицијата избиле кога демонстрантите трнале кон плоштадот на Републиката, што набрзо бил блокиран од страна на полицијата. Ракометниот клуб Вардар повторно загуби од Барселона во Лигата на шампионите. Металург со победа во ракометната Суперлига. Карпош Соколи со победа над Работнички. Домашен спорт. Ракометарите на Вардар пропуштија голема можност да го совладаат актуелниот европски првак Барселона во надпреварот од 8-то коло на Лигата на шампионите, што беше одигран во салата Јане Сандански во Скопје. Лошата игра во завршните 10 минути ги чинеше вардарци пораз со 25-27. Најефикасен во редовите на Вардар беше Горбок со 5 погодоци, додека кај гостите тунижанецот Жалус постигна 8 погодоци. Со оваа победа Барселона ја зацврсти лидерската позиција во групата Б, додека екипата на Вардар со вториот пораспоред се наоѓа на третото место со 10 бода. Во рамките од 10-то коло на ВИП Суперлигата вчера се сретнаа екипите на Металург и на Вардар Јуниор. Лидерот во ракометната лига, екипата на Металург на домашен терен ја совлада екипата на Вардар Јуниор со 27-18. Јанко Божовиќ беше прв стелец со 7 гола кај домакините, додека кај Вардар Бован Нандоновски беше најпрецизен со 5 гола. Ова беше 9-та победа за водечкиот Металург кој има еден заостанат неодигран меч против Борец. На другиот надпревар што беше одигран во Битола, екипата на Пелистер загуби на домашен терен од екипата на Прилеп со резултат 28-26. За прилепскиот тим ова беше и втора победа поред и се наоѓа на 4-то место на табелата со 18 бода. Кошаркарите на Карпош Соколи одново се лидери на прволигашката табела, откако без поголеми проблеми го совладаа тимот на Работнички 87-64 на домашен терен од 7-то коло во првата македонска кошаркарска лига. Разликата беше умешно одржана, па и осетно зголемена во четвртиот дел, како потврда на убедливиот триумф на домашната екипа. За екипата на Работнички ова беше и трет пораз во низа. Американецот Глен Дендрич со 23 поени беше најдобар кај домашните, додека кај гостинската екипа Бојан Крстевски со 15 поени. Во вторник ќе играат Струмица Фени Индустри, а колото ќе се комплетира во среда со дуелот Бест МЗТ Скопје. Во одложениот надпревар од 15-тото коло Шкендија на гостински терен не успеа да ја совлада Ренова, а со тоа и да се израмни по бројот на бодови со Вардар на врвот на прволигашката табела. Одложената пресметка меѓу тетовските ривали заврши без победник, но и голови. Дуелот не се одигра во редовниот неделен термин поради лошите услови за игра на теренот во Боговиње. Најзеледите шанси за победа на денешниот надпревар ги имаше тимот на Шкендија, но сепак домашната екипа уште еднаш се покажа како цврст орев и одолеа на еден од главните фаворити за шампионската титула. Вардар останува лидер на табелата со 36 бода, додека екипата на Шкендија со освоениот бод има 2 помалку и е на втората позиција. Екипата на Golden State ја продолжи победничката серија во НБА лигата. Одиграни 3 надпревари во машката ракометна лига на шампиони. Меѓународен спорт. Во надпреварите што беа одиграни во најсилните европски првенства, во англиската премиер лига, се одигра еден надпревар во кој екипата на Тотенхем на домашен терен забележа победа против Вест Хем со 4-1. Со оваа победа Тотенхем се наоѓа на 5-то место на табелата со 24 бода. Во италијанската серија А, Наполи на гостински терен победи со 2-0 против Верона, додека екипата на Интер продолжи со победничката серија, овој пат на домашен терен ја победи екипата на Фросиноне со 4-0 и се наоѓа на првото место со 30 бода.
Во германската Бундеслига беа одиграни два надпревари. Херта на домашен терен победи минимално со 1:0 против екипата на Хофенхаим. Единствениот гол беше постигнат во првото полувреме и тоа со автогол на Полански. На другиот надпревар Инголштад на домашен терен победи со 3:1 против Дармстад. Во шпанската премиера екипата на Атлетико Билбао по трите победи во низа загуби на гостински терен со 2:0 од екипата на Гранада, додека екипата на Атлетико Мадрид победи на гостински терен минимално со 1:0 кај екипата на Бетис. Единствениот гол го постигна Коке во првото полувреме. Со оваа победа Атлетико Мадрид има 26 бода и се наоѓа на второто место на табелата. Во француската лига Сент-Ентиен загуби и втор пат поред, овој пат на домашен терен од екипата на Олимпик Лион со 0:2. Екипата на Бордо одигра нерешено 2:2 на гостински терен кај Рен. Голден Стейт продолжува со изворедните игри на почетокот од сезонава, откако со 15-тата победа во низа го израмнија најдобриот старт во историјата на НБА лигата, достигнување што досега ги имале само Вашингтон и Хјустон. Воините синоќа одиграа уште еден одличен меч и триумфираа со 105-118 на гостувањето против Денвер, предводени од Томсон со 21 поен, 2 повеќе од Стеф Кари. Оклахома на домашен терен во интересен дуел славеше над Далас со 117-114, запирајќи ја серијата од 6 победи на гостинскиот состав. Расел Весбрук со 31 поен и 11 асистенции беше најзаслужен за оваа победа. Слабите игри на Лос Анџелес Клиперс продолжија и по домашниот пораз од Торонто со 80-91, пошто амбициозниот состав на Клиперси има негативен скор 7 победи и 8 порази. Резултати од другите надпревари: Бруклин Бостон 111-101, Нью Орлеанс Феникс 122-116 и Лос Анџелес Лейкерс Портланд 93-107. Се одиграа три надпревари од 8-то коло во машката Лига на шампиони. Во нив екипата на Кјелце го совлада Колдинг, иако потешко од очекувањата, со резултат 33-31 на домашен терен. Полјаците имаа негатива на нешто повеќе од 3 минути до крајот, но од 29-30 покажаа психолошка сила и направија серија од 3-0 која ги одведе до победата. Најефикасен на мечот беше Бо Спелербек со 10 гола, а Карел Бејалецки со 8 го предводеше Килце. Со оваа победа, екипата на Кјелце има 10 бода и се наоѓа на четвртото место во групата Б. На другите два надпревари, Вардар на домашен терен загуби од Барселона 25-27 и Скјарн победи против Елверум со резултат 34-29. Времето денеска сончево и топло. Во текот на ноќта може ни се врнежи од дожд. За утре метеоролозите најавуваат слично време. Еве ги деталите за општините од Вардарскиот регион.
Овој дневник го завршуваме со информација која се однесува за сите семејства кои своето станбено прашање се уште го немаат решено. Утре со почеток во 18 часот во големата сала на општина Велес ќе се одржи презентација на проектот и условите за новите домови на Хапитат Македонија. Велес е првата општина во која со помош на ова американска невладина организација се градат домови за живење на семејства кои се кредитоспособни.